Веста во светот е грозоморниот терористички напад во Барселона. Веста во Македонија, освен последиците од терористичкиот напад кој што го потресе светот, е четврт век арама. Армијата прославува 25 години од постоењето. Вие бевте првиот министер за одбрана. Еве, убав повод е да припадниците на армијата на Република Македонија да им го честитаме од ова студио 25 годишниот јубилеј, да им посакаме се најдобро на нив и нивните семејства, особено дел од нашите припадници на армијата се навоѓаат во мисиите на мирот во светот, таму кај што можеби во моментот нема терористички напади, но тие таму кај што се во мисија има и такви работи, да им посакаме се најдобро, а на Република Македонија заедно со својата армија да им посакаме мир и стабилност, бидејќи како што гледаме и во светот, но и во нашиот регион работите многу тешко безбедносно се ситуираат и постојано има се нови безбедносни предизвици кои што на некој начин ние мора со нив да се справуваме. А армијата на секоја држава, па вклучувајќи и Република Македонија, е еден од столбовите на тој систем на интегрирана безбедност, кој што на некој начин се појавува како бедем за да ги спречи на таквите извори на загрозување. За предизвиците со кои што се соочува македонската армија, не за тоа што се постигнавме во овие 25 години, малку подолу во вториот дел од разговорот, сепак, како што кажав, светската вест број 1 на терористичкиот напад во Барселона, продолжува масакрот низ европските градови по Париз, Берлин, Брисел, Лондон, сега Барселона. Се забележува дека терористичките напади се случуваат во големи европски центри, туристички центри. Професора, како против тероризмот? Па видите, и тука има нема ништо случајно, бидејќи ако се изанализираат клучните стратегиски документи на Обединетите нации, на Советот за безбедност, на Европската унија, на НАТО и на другите системи за колективна безбедност, ќе видиме дека во петте топ извори на загрозување тероризмот е како едно од најзагрозувачките и ако може така се каже, насилните средства кои што се случуваат денеска на овој современ свет, ако може така да се каже. Карактеристика е тоа што се менуваат, целите остануваат исти, а тоа е да се постигне страв, да се со помалку средства направи голема штета, да има многу жртви, значи населението едноставно да се доведе во една панична ситуација, сето тоа да се направи во една конспиративна состојба каде што не може да се откријат, особено не оние кои што се нарачатели, обично извршителите се фаќаат, но не се фаќаат оние кои што ги праќаат таму. Друга карактеристика е тоа што веќе едноставно нити теоретски, нити пак практично некој може да направи класификација што се случува со тој сега насилен, ако може така да се каже, чин, каде што во основа се прават такви чинови кај што гинат деца, гинат странци, каде што се прават разорнување на објекти кои што ама баш со ништо не се поврзани со, да речеме, целите на тие што на некој начин ја преземат одговорноста, нели, за таквите настани. Ние ако сега го гледаме вчерашниот инцидент во Барселона со 3-14 жртви, во кои што има и дете од 13 години, луѓето се од 22-3 држави, значи сите тие отишле тамо да го поминат веројатно и годишниот одмор или да тераат некој бизнис и така натаму, се поставува прашање која е целта, зошто тие да загинат. Тоа се случи во Брисел, се случи во Париз и така натаму, во Англија и така натаму. Значи имаме една исклучително сложена безбедносна појава која носи ризици по сите земји и по сите држави. И затоа според мене сега е потребна една поглобална стратегија за справување со неа, каде што ќе се вклучат сите држави, али не лицемерно. Значи сите држави искрено. Имаш и сега антитерористички сојузи помеѓу големите држави. Па да, се правеа, ама ако видите, да речеме, ако се анализира состојбата на Блискиот исток, ќе видите дека дури и Соединетите американски држави и Русија кои ќе се сложат да направат коалиција за борба против антитероризмот, на терен поддржуваат различни групации кои што дури често пати војуваат меѓу себе. Значи, затоа не може да се реши, да речеме, на посакуван, оти видите, такви инцидентни случаи имало и ки има, но немало така масовно, немало така систематизирано и немало со толку големи загуби и човечки жртви. Затоа
Мислам дека е потребна на таква меѓународна коалиција. Таа е правена неколку пати, но не профункционира. И затоа сега можеби авторитетот и на Обединетите нации, можеби и на НАТО сега да се употреби, за да се вклучат што поголем број на држави, да ги вклучат своите ресурси со цел да може да се следи појавата и да се превенира. Многу е битно терористичките напади да се предвидат порано, да се спречат, бидејќи од кој ќе настанат, вие знаете, потоа веќе е џабе да зборуваме. Зошто разузнавачките служби не успеваат да ги пробијат пред време? Бидејќи самите рековте досега немало толку зачестени и толку агресивни напади. Зошто не се вклучува алармот, се извинувам? Алармот е вклучен, барем по изјавите на светските сили, меѓутоа како разузнавачките служби не успеваат? Сега ќе кажам една полаичка изјава за тоа. Во принцип, безбедносните служби, меѓу нив има еден ривалитет и иако декларативно тие соработуваат со себе, сите по нешто задржуваат само за себе или сакаат да имат ексклузивитет во некои, да речам, делови и затоа често пати информациите не се обединети. И кога не се обединети информациите, нема заедничко делување. Ние имаме состојба во Брисел, каде што има терористички напад кој е извршен, дојдење од соседна држава или има информации, службата од соседните држави има информација за тоа, меѓутоа не се разменети информации, иако се работи за две држави кои што се членки на Европската унија. Ние имаме состојба бегалската криза, кога соседна Грција информации не споделуваше со нашите безбедносни служби. Значи, тој е голем проблем. Значи, еден е проблем на ниво на држави, бидејќи ако постои искрена, да речам, желба да се соработува, тогаш и службите би се прилагодиле, но кај разузнавачките служби има, значи, уште една брана, значи, а тоа е едно ривалство меѓу нив и тие секој пат одредени информации ги задржуваат за себе. Јас за ова во Барселона сега ме збуни на работа, бидејќи уште пред 2 месеци Соединетите американски држави и нивната централна разузнавачка служба, кога даваше некое предвидување каде ќе се случат можни терористички напади во Европа, ја спомна Шпанија, ја спомна и Барселона, а мислам дека ја спомна дури и улицата каде може да се случи ова. Значи и тие имале некакви индикации. До кој степен били тие веродостојни? Оти знаете, секој пат информациите не може до крај да бидат веродостојни и често пати проценка е дали да се преземе нешто или да не се преземе нешто. И службите знаете од што стравуваат. Ако евентуално не дојде до таква појава, а тие го предвидат, тие ќе бидат критикувани од владите, од ова како несериозни. Ама често пати, ако не ја кажат информацијата, ако не преземат мерки, а се случат работиве, тогаш веќе е касно да се дискутира. Рековте дека една од целите е да се предизвика страв. Сепак, јас го велам дека се случува напади, се случуваат врз европските вредности, бидејќи се буквално срцето на Европа се напаѓа и тоа нападите се идентични по стилот на изведување. Ако беше претходно разнесување со експлозив, па потоа се случи Батаклан во Париз, последните напади се идентични, буквално со возило се прегазуваат луѓе. Во право сте, ние имаме сега еден, ако може така се каже, еден судир на глобален план. Значи, глобализацијата во принцип, значи глобализаторите, оние кои ги водат тие процеси, значи тие сакаат една работа. Значи, тие сакаат да има унифицирање на економските системи, унифицирање на безбедносните системи, унифицирање на политичките системи, со цел да има слободен проток на луѓе, капитал, инвестиции и така натаму, бидејќи сакаат да направат едно глобално општество кој што нема да има пречки во водењето на бизнисите и на другите работи. Меѓутоа, наметнувањето на вредностите собствени над одредени вредности, да речеме, во држави, па и континенти кои што имаат други традиции и други, да речем, навики на работа, доведуваат до судири кои што имаат и пошироки размери. Фактички, она што се случуваше во Иран, што се случуваше во Ирак, исто така, Афганистан, да не речам, она што се случуваше по Блискиот Исток, Тунис, Египет, пазете, и Либија и така натаму, според мене е токму резултат на тоа. Значи, ние сакаме, или тие што го водат процесот на глобализација, да ги наметнат нивните вредности, а таму не е времето и нема расположение ниту кај јавноста, ниту кај политичките елити, бидејќи тие функционират во еден друг свет. Дополнителен проблем за европските вредности и нападот врз европските вредности, јас се сложувам дека
овие терористички напади, еден дел се и во тој домен, значи да се негираат европските вредности кои што се основа можеби на тој систем на глобален свет. Во основа, значи целта е бидејќи мислам таа се случи тоа бидејќи имаме големи раселувања, значи големи мешања на народите и ние јас ке спомнам дека според мене ова исто една голема преселба на народите. Вие имате сега 1 милион, 2 милиона луѓе, например, милион и нешто луѓе во Германија. Значи тие се со различни верски, други припадности, еден дел од нив имаат и, да речеме, екстремни, еден дел имаат учествувано по фронтовите во Блискиот Исток и така натаму, и тие се на некој начин индоктринирани да се борат против европските вредности. Кога се работи за 50, 60, 100 луѓе, например, во една Франција или во една Германија, ти ги следат службите и тоа е поедноставно. Меѓутоа, кога ќе влезат 1 милион луѓе, проблемот станува огромен. И уште една работа, они успеваат сега, значи покрај тие луѓе што одат, се враќаат и така натаму, јас пред години нешто имав неколку изјави на таа релација и за нас дека ние не го контролираме тоа, оти тоа може да доведе и до промена на етничката и другата структура во Македонија, а исто така до насилен екстремизам може да предизвика тоа. Особено кога сега од порано дојдени луѓе кои што се веќе на некој начин вклопени во тие европски општества, дури има некои кои се родени тука, но сега се приклучуваат нели на тие терористички организации. Случајот во Лондон беше таков. Значи, например. тие веќе се многу тешки за контрола. Значи, тие се поврзуваат и веќе контролата станува на некој начин дури и невозможна. Сега, некој ќе рече, јас имам во некои стручни кругови на таа релација дискутирано и они викаат, добро, они имаат добиено све. Во, да речеме, во Германија или во Англија, зошто сега се појавуваат и така натаму, како изведувачи на акции и така натаму. Перцепцијата е така на домашните граѓани, меѓутоа тие се дојдени, тие се сметаат за луѓе од втор ред, имаат одредени ограничувања, тоа е логична работа и кај нив се ствара некоја јанза која што само малку е потребно некој да ја потпали, а сега ако имате 2-3 милиона или во Турција 5 милиона има бегалци, многу тешко може некој една таква огромна маса на луѓе да ја контролира. Затоа опасноста е се поизвестна и станува посериозна за контрола и од службите и од надлежните. Колку Македонија, Балканот и регионот може да биде цел на вакви терористички напади? Видете, проценките на нашите државни органи, бидејќи тоа се официјални проценки, бидејќи во тој домен не може да се шпекулира, се дека бидејќи Македонија секој пат се определува на страната на коалицијата за борба против тероризмот. Сите држави кои што се во таа коалиција во основа се предмет на можни интервенции од пошироки, од потесни, зависи од какви размери. За нас, значи, нема процена од некој висок интензитет, нели, за да се случи нешто такво, затоа што можеби ние не сме толку интересни. Кај нас е проблемот во тоа што според изјава пак на првиот човек на нашата држава дека ние имаме некаде околу 86, мислам дека официјално е кажано, повратници кои што биле на фронтовите, кои што во основа веројатно претседателот не може тоа да го каже на памет, значи според извештаи и така натаму се потенцијални луѓе кои може да бидат, тоа не значи дека ќе бидат вклучени во некакви активности, но се во тој потенцијален дел. Сега, кај нас има уште еден проблем, ние како држава воведовме контрола, меѓутоа пред тоа имавме скоро година дена кога немавме контрола. Во тој период имавме населување на бегалци во одредени региони на Македонија кои што никој не ги контролира. Ако се сеќавате, мислам дека беше пред 5-6 месеци кога бегалци од Кумановско отидоа да пријават во полиција бидејќи биле малтретирани во одредени куќи и полицијата кога отиде во една куќа внатре најдоа 70 и неколку емигранти како сакате, кои што беа тука. Значи тие не беа контролирани. Значи јас не велам дека тие луѓе се терористи, ама бидејќи се враќаат, доваѓаат од местата кај што има војни, кај што може да бидат индоктринирани, некои од нив може и тоа да бидат. И за нас е тоа голема опасност. Споминавте Македонија дека е дел од пактот за антитероризам, сепак не е дел од НАТО алијансата. Да. Е нешто кон што се стремиме, кој што ја дава таа безбедност на сигурност на земјите членки на алијансата.
Тоа е целта на секоја влада, стратешката цел на Македонија. Премиерот неодамна имаше изјава по средбата со заменикот председател на САД дека Македонија ќе биде 30-та членка на НАТО. Колку армијата е подготвена, господине? Па видите, сосема Предлоски накратко, одлуката за Македонија да влезе во НАТО е донесена некаде на 18, од 16 до 18 мај 92 година, Советот за безбедност за Република Македонија, по 2-3 дневни дискусии и на мој предлог како министер за одбрана, ние донесуваме одлука дека трајната цел на нашата политика за национална безбедност и одржување на стабилна Македонија и безбедна Македонија на долга патека е равноправно членство во НАТО. Бидејќи во тогашните констелации на односи, а и тоа го тврдам и сега во овој момент, ние немаме некоја попримамлива опција која што може да ја приопшти Македонија кон една стабилна, безбедна на долга патека држава, бидејќи нашиот регион се уште е невралгичен и безбедноста не е ситуиран. Сега, дали е добро и до каде сме стигнати со ова? Значи, ние понатаму има еден цел период до денеска на што работиме, значи 95-та година го подпишуваме договорот партнерство за мир, тоа беше првиот исчекор, нели, на Република Македонија, иначе не ги спомнувам бидејќи после тоа владата донесе заклучок, па 93-та собранието донесе одлуката за членување, 95-та го подпишуваме договорот за партнерство за мир и ние од 95-та година до денеска, значи, учествуваме равноправно во вежбите, во подготовките, во сите работи кои што значат приближување на сите стандарди кои што ги практикува нашата армија, армијата на Република Македонија со стандардите кои ги практикуваат земјите членки на НАТО. И 98-та година, 2008 година, во Букурешт што е потврдено дека Македонија ги исполнува сите услови, сите критериуми, не стандарди, значи сите критериуми, и ние заслужуваме да бидеме, значи, примени во НАТО. Сакам да кажам дека пред тоа и во Јадранската повелба кај што беме заедно со Хрватска и Албанија бевме пред нив, а пред тоа, ако се сеќавате, кога беше примена Бугарија и Романија, исто така ние пред нив бевме. Беа најавите дека следна Македонија. Да, значи Вилнус групата од која се прими наваму, ние постојано бевме први во таа регата, како они викаат, меѓутоа не бевме примани поради наметнатиот спор со името од Грција. Значи, јас во ова пригода сакам да кажам дека оценките, дека ние постигнавме одредени стандарди за членување во НАТО, а можем да кажам и добивањето на препораката за членување во Европската Унија, токму се должи на успешните мисии на армијата на Република Македонија, кој што исклучително професионално ги правеше надвор од Република Македонија. Ние во овој период се однесувавме како да сме членка на НАТО и ги дури по некои податоци според бројот на жителите ние бевме на 4-то место во НАТО од 27-8 земји по учеството во мировните мисии. Значи имаме десетици ротации, само имаме околу 3000 одликувања на нашите припадници на армијата кои беа надвор. Тоа се сепак, да речем, признанија за нашите, нели, мировници и така натаму. Но проблемот знаеме кај застана после Букурешт, значи ние имаме една исклучително сложена ситуација и јас сега по повод денот 25 години од армијата, денот, нели, на армијата 18 август, веќе јавно зборувам дека ние оваа ситуација каква е или треба да ја надминеме со членство во НАТО, да се забрзаат тие процеси. Легитимно е да влеземе и под референцата БЈРМ. Јас тоа го зборував на македонската телевизија 2008 година, бидејќи тоа ја активира владата таа идеја сега повторно. Макар и под тоа само да влеземе под чадорот, бидејќи сега ние се наоѓаме во една исклучително интересна состојба. Државата не е членка на НАТО, армијата, бидејќи државата не е членка и таа не е членка на НАТО. Ние имаме безбедносно окружување од земји кои не се членки на НАТО. Кај нас загрозувањето, да речеме сега, од Бугарија, од Грција, од Албанија е релативно, бидејќи членки на НАТО, тоа веќе мислам не имајќа да вршат интервенција во други држави. Ама сега, бидејќи ние го имаме соседно Косово, соседна Србија, Босна, имаме се уште нерешено и така натаму. Според тоа, значи ние имаме две алтернативи. Едната е брзо да влеземе во НАТО,
Втората алтернатива, и јас тоа го давам како препорока на македонското раководство, ние мора да ги процениме внатрешните мисии на нашата армија, потребите од одредени безбедносни ризици, да ги процениме, бидејќи ние нашата армија спремаме за мисии надвор и за мисии внатре, значи колку надвор ќе одиме, и ние мора подхитно да ја профилираме нашата армија според таквите процени до приемот во НАТО. Значи, ние мора да зголемиме и човечкиот потенцијал, и материјално-техничките средства, и борбената готовност, бидејќи вака како што оди работава, армијата ја губи кондицијата и нека да може да се одговори на својата мисија, бидејќи подолг период, значи она функционира како да е членка на НАТО. А со рекол ребаланс се крати од буџетот на армијата, последно имаше повторно кратење од 102 на 90 милиони, 93 мислам, дека војниците сами велат искинати чизми, искинати униформи, стари кревети од јена и половина, некогаш и паштета со поминат рок. Македонија мора да направи неколку потези за да армијата стане институција таква каква што треба и како што ја посакуваме и како што ја имат сите други држави. Имено, по прашањето на армијата мора во Македонија да се отвори еден процес на дебата меѓу политичките субјекти и за армијата мора да се постигне надпартиски национален консенсус околу нејзината модернизација и нејзината борбена готовност. Тоа веќе не треба понатаму да биде предмет на дневни, партиски, да биде поврзувано со мандат на некоја влада и така натаму. И второ, значи мора во рамките на тоа да се обезбеди долгорочно стабилно финансирање, бидејќи на нашите гледачи можеби не е толку јасно. Значи, вие не можете да посакате и да имате пари денеска за утре да имате таква и таква армија. Или денеска да посакате утре борбената готовност на армијата да биде таква и да преземе одредени мисии и внатри и надвор. Значи, тоа се долгорочни процеси. Друго, не можете армијата да ја модернизирате, например, вие за еден месец или за една година. И без пари. И без пари. Тоа е башка. Значи, вие да имате пари не може тоа да го направите. Затоа е измислен тој систем на планирање, програмирање и буџетирање и сите армии во светот во основа го проектираат буџетот на најмалку 10, 15 до 20 години. И нам тоа не е потребно. Во рамките на тоа имам уште еден предлог. Значи, ние во Кардиф, значи на предпоследниот самит во НАТО е донесен заклучок, сите членки на НАТО минимум 2% од бруто домашниот производ да го одвојуваат за одбраната, а во рамките на тоа мислим 20% и колку за НАТО и така натаму, тоа да мислам дека е 20% од тие пари. Ние сме под 1% и тоа долго време. Значи ние изгубивме кондицијата и јас се плашам дека ако дојде да не преоценуваат, дека може да ни стават забелешки дека ние изгубивме кондицијата и во модернизацијата, и во опремувањето, и во мотивацијата на човечкиот ресурс кој е исто така многу важен. И затоа сметам дека новата влада или воопшто кога ќе се постигне тој консенсус, на челото председателот е врховен командант, тој исклучително мора да се посвети на тоа прашање, минимум 2%, да речеме за наредните 20 години, тоа да не може никој да го менува. И второ, бидејќи изгубивме еден период од 10 години, каде што ние стигнавме едно време до некаде еден, немавме ни 2, ама до 1,5-6%, сега сме под 1. За да се надомести тоа, наредните 5 до 6 години тој процент треба да оди некаде околу 3% од бруто домашниот производ. А после тоа да се симнува полека на 2%, за да можеме да се изедначиме нели со армиите кои што се во НАТО и во соседството, бидејќи ние мора да сватиме дека нашата армија има предизвици и внатре во државата, има и од надвор предизвици. И армијата во основа е функцијата и е тоа, значи да ги на некој начин спречува ризиците кои што доваѓаат од надвор. Тоа е функцијата на одвраќање. Бранење на границите. Да не зборувам за границите, се сега видите по европските стандарди. Тие се во МВР, бидејќи тоа е европски стандард, меѓутоа ние со кризата се покаже дека Министерството за внатрешни работи не може да ги врши сите работи и ние затоа имаме 600-700 војници перманентно на границите на јужната граница. Значи сето тоа бара едно стабилно финансирање, не да се врзува со мандат на некоја влада или на некој министер, значи тоа мора да биде стандард од кој нема никој да отстапува. Бидејќи многу малку време имаме, 25 години Арама, бевте прв министер за одбрана, кои беа предизвиците вака назад кога ќе се вратите и ја исполнили Македонија во овие 25 години целта?
Тогаш беше она повлекување од JNA, 90-тите. Сега ќе ви накратко само неколку работи за да гледачите сватат суштината на формирањето од оваа перспектива. Прво, има неколку фази, сосема накратко. Првата фаза траеше до 13-14 февруари 1991 година, кога во Белград се отворија преговори за некакви идни функции на можна идна федерација, смалена, ненамалена и така натаму, и ние немавме уште влада. Ние владата ја формиравме на 20 март. Тогаш јас бев определен од председателот на Република Македонија, господин Оглигоров, јас ги водев преговорите во Белград и таму преговорите 90% се водеа околу армијата, околу армиите. Ние тогаш прв пат излеговме со еден предлог, бидејќи видовме дека Југославија може да отиде на погрешен колосек да се отвори војна. Предложивме да се формира не единствен заеднички генералштаб кој ќе го сочинуваат началниците од републиките. Предложивме да се повлечат војниците по републики за еден период пред да почне распадот на Југославија. Меѓутоа нашиот предлог не беше прифатен. 14 март престанаа преговорите бидејќи генералот Кадиевич одлета во Москва, не доби поддршка, се врати и ние се вративме по републики. Натаму, новиот формат беше 6 средби на преседателите. Во нив од 6 на 4 се расправаше повторно за одбраната и јас ги подготвував тие документи за преседателот и во основа ние почнавме веќе да зборуваме за формирање на некаква наша армија, не бевме толку децидни за армија на Република Македонија. И кога заврши тоа, кога видовме дека и од тие преговори тие завршија во јуни некаде, дека нема ништо, тоа се одлучиме да одиме на референдум. Сега пазете како е врзана работата повторно со армијата. Кога ние кажавме дека ќе одиме на референдум за независност, председателството на Југославија донесе одлука секоја република која ќе покаже сепаратизам, армијата да може легитимно да интервенира и да го брани уставот. И вие знаете, тогаш се поставија снайперисти под домот на армијата и така натаму, значи ние веќе беме под една воена опсада. Со 36.000 војници, кога јас дојдов на чело на министерството, 36.000 вооружени со многу авиони, со многу тенкови и така натаму, мене ми беше ставено на маса дека тие можат воено од 4 до 6 часа воено да ја стават под власт нашата Република Македонија доколку покаже сепаратизам. Сега, донесовме потоа устав, референдум, устав, декларација за независност и сите почнавме да се радуваме дека Македонија прогласивме за независна држава. Во еден таков еуфоричен период се јавија посредниците за Југославија Сајрус Венси и Лорд Овен, особено Лорд Овен, и тој кажа: па вие каква независна држава, имате туѓа војска. Значи ние имаме ситуација кога имаме прогласена независна држава, а имаме респективно и JNA беше силна армија и на подрачјето на Македонија, имаме туѓа војска. И беше кажано или ќе формирате сопствена армија како гарант на сувереност и територијалниот интегритет, и ќе иселите туѓата војска, бидејќи со уставот ние кажуваме дека JNA веќе не е наша вооружена сила, или заборавете на независноста. И ние дојдоме во ситуација кога Македонија де факто не можеше да профункционира како независна држава. И вие знаете дека потоа се јави уште еден сериозен проблем, кога владата одлучи да не се праќаат регрути и дека ќе да донесеме закон за одбрана, бидејќи ако немавме закон, многу луѓе бараа да правиме војни формации, ама тие беа прогласувани за паравојни формации без закон и тие беа легитимна цел на JNA, така почна војната во Босна и во Хрватска. Ние тоа го одбегнувавме да го донесеме законот, меѓутоа Министерството за одбрана тогаш одби да направи закон, вие знаете, дојде до судир со својата влада, своето Министерство за одбрана и од кога настанаа промените понатаму, се донесе на 14 февруари законот. Почнаа преговорите, имавме неколку дописки, разговори и така натаму. На 21 февруари беше склучен договорот со генералот Аџич за дислокација, не за иселување на армијата. Тоа беше направено под една исклучително тензична ситуација, кога ние бевме туркани буквално во домот на армијата, бевме туркани по други објекти, по 24 часа бевме држани во трета воена област. Тоа јавноста не го знае и подобро што не го знае. Меѓутоа, ние моравме, јас и сега пред некој ден кога ми постави едно прашање како издржавте, реков дека влогот беше голем, кој можеше, кога ви кажуваат дека од тоа зависи дека Македонија треба да биде независна држава, како можете да откажете вие од формирање на армија. Сега да ви кажам уште две замки што се случија. Значи, кога донесоме законот за одбрана,
Во Тетовско и во Кичевско се појавија албанската националност од Македонија не сакаше да влезе во армијата на Република Македонија и таму почнаа да се формира единици на албанската национална армија. Јас сум бил 2 недели, можеби 10 пати на преговори за да тоа не биде. Втората работа е одредени кругови од надвор, јас прв пат прозборувам за таа работа, и одредени кругови од Македонија развија теза дека во Македонија не треба се формира армија, треба се формира Македонска национална гарда. И вие знаете, афера Сина птица беше токму за тоа Македонија да направи една национална гарда, а не армија на Република Македонија. Третата работа беше, кога беше се договорено на 10 март да се преземе караулата Равна нива, прво во Крива Паланка објектот, а потоа на 11 на Равна нива, ние на 9 добивме барање од сојузниот секретар за народна одбрана дека вие немате војска, JNA продолжува да ви ги чува границите. А ние кога тоа го дозволевме, на 10 мај Југославија се бришеше од картата од Обединетите нации како суверена држава, а ние ако немавме армија до 9 мај, ние на 9 мај моравме да прогласиме дека имаме регуларна армија, ние тогаш не можевме ниту да помислиме да поднесуваме барање за членство во Обединетите нации. Затоа ова се мораше да се надмине, правевме паралелна регрутација, прво Охрид ги примивме, ова, вие знаете, потоа имаше свечена обврска Охрид, Битола, Штип и на 9 мај Скопје и ние од 10 мај имавме регуларна армија на Република Македонија. Многу предизвици кои што сте ги поминале, стожери и темели на действувањето на македонската армија, сето тоа било, се надевам дека ќе ги почитуваат во предизвиците кои што ги очекува. Драјан Гуцевски, прв министер за одбрана на Република Македонија, универзитетски професор, ви благодарам што бевте гостин во Централните вести. Да, и на крајот само една реченичка, мора да сватиме дека не сме го ние измислиле. Без стабилна, без респективна, без, така да речам, пристојно силна армија не може да има стабилна држава. Армијата е еден од основните столбови на системот за безбедноста на секоја држава. Според тоа и ние како држава мора на тоа така да гледаме. Ви благодарам уште еднаш. Јас ви благодарам.